Како ќе го инсталираме програмот да работи на друг компјутер? Имаме постоечки компјутер во кој е инсталиран програмот. Програмот се наоѓа на C во фолдер MyGPM, во кој се наоѓаат 4 файла. Постапката е вака. Земаме USB и го ставаме и целиот фолдер од C MyGPM, десен клик, копи, го носиме, го копираме на USB. Паст. Потоа USB-то го носиме на друг компјутер. Јас ќе продолжам на истиот. Го ставаме USB-то, отвараме, ни се отвара USB-то и фолдерот од USB-то, целиот фолдер MyGPM, копи, одиме на C, го ископируваме во рутот на C, паст. И се ископират сите файлови и фолдери што ги имаме спремни за копирање. Следна работа е овој фолдер да влеземе во него, во C MyGPM, и да направиме шорткат на MyGPM, на application. Копи, десен клик, паст. Не пасте, пардон. Пасте шорткат, десен клик, пасте, не пасте чистото, туку пасте шорткат. Треба да имаме шорткат до MyGPM. Се уште не е готова работата. Треба да подесиме да имаме македонска поддршка во Windows-от. Одиме во Control Panel. На Windows 7 многу едноставно е Start Control Panel. Во Windows 10 мораме да го побараме. Control Panel во Search и одиме во Regional and Language Options, регион. Во формати, во Additional Settings, ова е потребно, не е толку неопходно, меѓутоа добро е значи уште еднаш, во регион, во Control Panel во регион. Имаме овде два дела, формати и административи. Во формат, во Additional Settings, датумскиот формат, најдобро е да го направиме DD, точка или цртица како минус, ММ големи, точка или цртица Y4. Значи, да го имаме ден, месец, година. Вака, например, први пети ќе биде 0105-2107 или 08. Ова е направено со ОК. И ова е неопходно во административе, во Language for Non-Unicode Programs, да е Macedonian. Ако случајно е друг, например English, US English, ова треба во Change System Local да бараме место некој друг, да бараме со Macedonian или во Windows 7 Fear Macedonian и со OK и ќе ни бара рестарт. За корисниците на XP се јавува понекогаш проблем ако има лоша инсталација, односно ако не е целосна инсталацијата на XP-то, да треба дополнително да се стави CD-то за инсталација на XP. Тоа откако ќе се направи, веќе може да го стартуваме MyGPM. Го активираме. Шорткатот што го направивме претходно. Првата лозинка ABC, А големо, B мали. И на тој компјутер ќе ни, бидејќи тоа прв пат стартување на програмот, а не е програмот, не е компјутерот авторизиран, внесете текст за идентификација. И овде ќе внесеме нов лаптоп. Чисто да го имаме лаптоп или корисникот кој ќе работи на тој. Океј. Компјутерот не е регистриран, барањето за одобрување е испратено. Го затвараме. Потоа одиме на
на првиот компјутер од кај што ни почна инсталацијата. Влегуваме во програмот. Треба да сме со администраторски права. Во поставености, административни работи, најдолу ќе го видиме компјутерот од кој пробавме да се приклучиме. И вели, во статус пишува Ask. Еве, нов лаптоп с Ask. Кликнуваме долу и кликнуваме на Yes. Со ова компјутерот е авторизиран за работа. Овде имаме долу број на дозволени активни компјутери. Значи, овде ни е дозволен еден. Ако имаме сега тој компјутер може да влезе во програмот, меѓутоа кога ќе после ABC ќе напише дека се надминува дозволениот број бидејќи веќе сме влезени. Во колоната активни ги гледаме моментално влезените компјутери во оваа книговодствена група. Може да се вратиме на првиот компјутер, кај што го почнавме, кај што го поставивме, и при првото влегување ќе може да се влезе во програмот, меѓутоа юзернейм ќе без юзернейм ќе треба да се избере првиот пат. Юзернейм, да се внесе лозинката и натаму ќе се ја чува таа лозинка за влез.